Инаку ти не им се смеи многу на овие, пошто може Шкендија и со Барселона да се падне у квалификација. Душе добро, Шпанците не играат квалификација, ама Барселона како тргнала. Ќути брат, дај да скокнеме Барселона, што викаш? Не мора да скокнеме. Не покрај ваква футка не ќе скокаме. Пуштај Тончи. Дај нека се реши брат, сврти се момче. Да, точно после ремито со Леванте никад буквално бе ваков, не знам, ти веројатно е ликов ваму. И заслужено се радува. Ја не знам што поише сакате. Атлетико искоцка 13 бода, требаше да ја тепате Гранада дома, изгубите. Знаеш што сакам? Едно ќе ти кажам, брат, не можам одбранава да е дефинитивно такво пливање у одбрана немаме видено како што има сезона во Барселона. Пике требаше да се наметне како лидер. Пике никогаш не може да биде Пујол. Тончи, пушти да му кажам што јас сакам да видам во еден играч. Посебно во делот на дефанзивата. Овој играч ние откако го немаме никад, не можам да се пофалам дека во Барселона одбраната е на високо ниво. Имате ваков колјач каде што Пујол става глава, денешните дефанзивци у Барса нога се плаша да стават. И се од кога го нема Пујол се гледа уствари што значи од Пујола што е Пике. Ова Пујол замисли го прави на игра со пријатели, дали тенис или фудбал, што и да играл овде, можеби серва, буквално брат, човекот си иде до крај. Не штедејќи ги силите и да една друштвена игра. Овој го зимаш у папска туча, го зимаш по жена кога идеш. Кај да имаш опасност, низ Минско поле кој треба ти се очисти него викаш. Јас само сакам 50% од него да видам у одбраната на Барса за да се врати онај стил на дефанзива.